Ako Hristovu suno hvala, na blago živ se ne dade. Sestri
големата плејада борци и револуционери од илинденскиот период, што ги дадоа своите животи за слободата на македонскиот народ од вековната тиранија, е и Христо Узунов, заклонат во името на Македонската револуционерна организација, што ја водеше борбата за слобода или смрт. Маките на татковината се повеќе од сите страданија на секоја наша мајка. И јас без ни најмалку да те навредам. Се чувствувам повеќе син на втората моја мајка, Македонија, отколку на тебе која си ме родила. Те молам во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш и да не плачеш за мене. Нека биде живо и здраво. Спавајте. Голем да порасне. Чулте, Господ. И уште нешто. Да го запишете овој ден. Да се знае кога се родило. Да не биде како мене. Да не се знае. Ова се случи на 22 октомври 1878 година во Охрид. На својот првенец, Узуновци му го дадоа името Христо, според името на дедото, преродбеникот Христо Узунов. Кога наполнува 9 години, умира татко му, а грижата за семејството ја презема мајка му Анастасија. Во учебната 1894 година Христо Узунов го завршува 4-тиот клас на прогимназијата, време кога беа ставени темелите на внатрешната македонска револуционерна организација. Во 1896 година Христо го завршува училиштето во Солун со диплома на народен учител. Комитетот на организацијата во Охрид, согледувајќи ја способноста на Узунов, го активира во ширењето на организацијата надвор од Охрид. Меѓутоа, револуционерните акции во Охридскиот реон не можеле да останат тајна за турските власти. Христо Узунов е уапсен и по брза постапка осуден на 5 години робија во битолскиот затвор. Уште во затворот, Узунов дознава за Солунското решение за дигање востание во Македонија, за кое зазел негативен став и сметал, како и Гоце Делчев, дека постојната ситуација не е поволна за востание. Покатастрофалниот крај на илинденското востание, кога многу настрадал и Охридскиот крај, Христо Узунов и натаму останува доследен на своите принципи. Браќа, сонце сакавме, а ни искра не добивме. Сакавме како и другите при слобода да живееме. И еве со крв и со оган се натопи нашата земја. А за се знаете ли? Јас сум виновен. Затоа ги се предавам. Што сакате правете со мене? Предајте. Убијте.
Христо го покажува својот голем лик на вистински револуционер и хуманист, со што во народот добива уште поголема доверба. Последен совет до сите другари е да бидат искрени кон делото сите они што му служат. Зашто само искреноста и чистосрдечност ја издигнали на трешата на Македонска организација. Молам особено да ја поздравите мојата љубезна мајка, која што никогаш не сум ја заборавил, бидејќи таа ме направи вака. Христо Узунов. Спировица. Кажи, војводо. Еве, предаjem ги архивова и писма. Последен пат с Богом, сестро. И кажи им на другарите дека славно ќе умре. Смртта е последна кога нема слобода. Војводо, можете одоте да се пробиете тука покрај зидот. Ако, Спировице. Нека бидат убедени дека делото ќе победи. Македонија ќе роди нови борци, а ние ќе живееме во спомените ваши. И пренеси им дека сме предадени. С Богом! Војводо! Војводо! Зборував со кајмакамот. Бара да се предадете. Смислено е, војводо. Војводо! Добро, војводо. Господ нека е со вас.
Za me